Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда 40 и некоја вкупно, не знам точно. Ми се чини 24-та епизода во втора сезона. Значи, си офативме патот. Да, ме немаше 2 недели. Пред 2 недели имаше по моја проценка и по проценка на другарите од тешки муавети битен настан, битен момент кој што требаше да биде на местото на Cyber Команда и ја отстапи в Cyber Команда. Тоа беше откритието на Фуркан, како се прават лажни вести, како се злоупотребуваат државни пари и како партијата се користи за собирање на пари од општините. Многу сериозен документ. Некои таму џавкачи, трабанти или мегафони кои што се во служба, кои што се платени за да дрндаат во просторот, нешто зборуваа, вака било, онака било, казна затвор и така натаму, меѓутоа ништо конкретно немаше оградување, него се обидоа да го стишат, да го минимизираат, за да не им направи штета во овој, да речеме, критичен момент на кампањата. Моje лично убедување, иако не можам да тврдам, но мислам дека едно фино вештачење добро би ни дошло, едни судски процеси уште подобро, за да видиме како тоа македонска телевизија направила проект кој што треба да кажува за некакви рейтинзи, мерења, а тој документ покажува дека тие мерења, всушност не се мерења, не се она што јавното мислење или одраз на мислењето во државата, како мисли народот, проценти и така натаму, туку се бројки кои што треба да создадат мнение кај тие што треба да гласаат дека така и така стојат работите. Тоа е неприфатливо, тоа е надвор од памет, тоа е сериозна операција за измама на луѓето кои што ги слушаат тие информации. Или, кратко, лажни вести. И сега тоа да го направиле 2-3 тројца во некаков портал и така натаму. Меѓутоа, кога имате партија, директор на македонска телевизија, портали, новинари, некаков си институт, кој што кој знае дали е институт, кој што цело време се представува како институт, а најверојатно не е институт, и некакви си бројки кои што немаат врска со научен пристап, каде што не се обелоденува методата како се прават истражувањата, дали воопшто се прават истражувањата, кои се тие бројки и така натаму, сето тоа, ако ќе го земете во едно милје, станува збор за организиран криминал, организирана банда или подземје, или здружени луѓе да ги изманипулираат сите во државата дека е имало некакви истражувања и бројки и дека тоа е јавното мислење. И затоа, велам, убаво ќе беше партијата да го тужеше Фуркан, да видиме дали стварно тие бројки се лажни или се можеби, односно документите што ги избаци он се лажни или можеби се вистинити. Моje лично убедување, се додека не бидам разубеден со вештачење и процес, е дека се точни. Зошто? Затоа што знам како функционира структурата таму, луѓето ги познавам, знам дека се склони на такви работи, видов дека имаат координатор за лажни вести, видовме дека имаат координатори, тројца, за испумпување на 4 милиона евра од општините, кои општини преземале обврски да ги платат истражувањата кои што всушност се креирање на мнение, а не одраз на јавното мислење. Значи, сериозна организација да се доведе во заблуда целото гласачко тело. И тоа беше мотивот мој, дека е битно човекот што ги извади тие документи да излезе и да ви го каже тоа на вас, тука, во мојот термин. И се разбира, глувите нема да чујат, слепите нема да видат. Но тоа не значи дека не треба да кажеме.
Иако постојат закани, ќе видите на 8, ќе видите на 9, ќе видите на 10, ова ќе ви правиме, она ќе ви правиме, сепак треба да се каже и вреди да се каже, трага ќе остане и никој никога нема да исплаши, иако јас мислев, еве, почитувани гледачи и почитувани, добро, не толку почитувани бивши партијаши, јас мислев дека на избори се оди да се добие власт за да се подобри животот. Мислев дека програмите треба да се оживеат, народот да стане посреќен, да живее подобро, економијата да расне. Не мислев дека изборите се за да се добереш до стап, до пиштоли, до оружје и да применуваш државна сила кон неистомисленици, да апсиш, да тепаш, да бесиш, да колеш, да се закануваш, да ништиш, да иселуваш. Па еве да прашам, тоа ли е намерата зашто се доаѓа на власт? Оти, нели, ќе видите на 8, па ќе видите на 8. Икс пати кажавме, аби дај да видиме сега, не мора да чекаме до 8. Значи, првата емисија беше тоа и пред 2 недели, реално, односно минатата недела, втората емисија, бев спречен поради приватни обврски. Се надевам, нема да ми замерите. Секогаш сум присутен, поеднаш веќе до 2 пати неделно во тешки муабети, значи пробувам да компензирам. Многу работи искоментиравме. Искористите, погледнете ги тешките муабети, гледаноста расне, базата на претплатници на каналот расне, довербата расне, коментарите, конверзациите раснат, се е у позитивен тренд, тоа многу кажува. Секој еден кој што ќе седне, ќе ги изанализира бројките како било пред година дена, а како е сега, со посетеност и така натаму, ќе види дека бројките раснат. Тоа не е случајно. Тоа е затоа што ние вадиме документи, ние вадиме конкретни криминали, ние зборуваме за работи кои што други не ги зборуваат. Другите прават подкасти за овој подкаст да добие шум. Другите прават подкасти за да се каже дека сите имаат подкасти. Што зборуваат? Ништо. Глупости. Никаква конкуренција. И драго ми е што ги прават подкастите, бидејќи така се гледа разликата во квалитет, така се гледа просечноста на пристапот и интелигенцијата која што е инволвирана за да се прават такви емисии, се гледа дека станува збор за луѓе кои што се сервилни, се гледа дека станува збор за луѓе кои што се платени да бранат она што не се брани и меѓу другото луѓе кои што треба да ви сервираат лажни вести или да ви изградат мнение кое што не се базира на реалноста, фактите или на начинот на кој што народот, граѓаните на Македонија мислат. Така што можам да ви кажам дека и Сайбер команда и тешки муабети сум задоволен од бројките и повеќе од се сум задоволен од она што ви го понудивме како информација, а нема да го најдете на друго место. Никој не зборува за тракторите, никој не зборува за бугарските фирми, нити смее да спомне. Никој не зборува за тендерите, никој не зборува за топлина. Значи, никој не зборува, не е конјунктурно, не е моментот да дојдеме на власт. Па зашто доаѓате? Зашто повеќе тендери? Или ќе видите на 8 мај? Зашто повеќе насилие? По ова што го гледам јас, очигледно е дека оние што сакаат да дојдат на власт, не сакаат да дојдат на власт заради народот, заради нас, туку заради себе. Заради привилегии, заради тендери, заради функционерски плати, заради чувство на моќ, за да мислат дека се некој и нешто во ова општество. А всушност, па се разбира, никој и ништо. Така што, мислам дека во овој предизборен период успеавме, а и пред тоа, да ја добиеме вашата доверба, да го добиеме вашето внимание, гледаноста на емисиите и задржувањето на емисиите, бидејќи знаете, имаме статистика после секоја емисија. Вашата инволвираност со коментари, начинот на кој што вие ги доживувате во емисии, начинот на кој што се прераскажуваат
И отпосле добиваме фидбек, кога ќе се сретнете со мене или со другарите од тешки муавети, со Мечка и Мичо, покажува дека има релација. Вие гледате дека не станува збор за кажување на приказни, за отсликување на Потемкинови села, за некаков параван во кој што не знаете што е позади. Ние едноставно велиме како е можно тракторче од $3000 увезено од, не знам, Тајланд или Кина или Хонконг или од кај да биде препродадено за 50.000. Тоа кажуваме. И за тоа има влезна фактура у таа фирма и излезна фактура. И сега, случајно па таа фирма секогаш има, или тие фирми, бидејќи не е еднина, множина е. Случајно тие фирми секогаш се блиски до градоначалниците, дали се другарчиња, дали се роднини и така натаму. И сега на нас ни се љутат што тоа го кажуваме. Што тие работи се забранети за јавноста? Тоа е тајна? Или како поповите, нели, во она народната, не ме гледај што правам, слушај ме што ти зборувам. И сега ние не го правиме тоа. Ние обратното. Ние гледаме што прават, чечкаме и покажуваме. Како, например, антибугарскиот сентимент и бугарските фирми. Ама од истите луѓе. Значи овде со мајци не, со не знам какви гаранции, подпишувања на нотари, а од друга страна повеќе години фирми во Бугарија кои што работат добро, имаат по 300, 400, 500.000 евра годишни обрти. Од истите луѓе, кои што најверојатно, најголем дел од нив, имаат и бугарски пасоши. Ама они се против бугарите. И затоа пак ќе повторам. Не ме гледај што правам, слушај ме што ти зборам. И тоа е оној плебс, оној булумент, кој што сакаат да го наречат, и јавно го нарекуваат, а според речникот стадо овци, кој што треба да биде контролирано со наратив, со глумење на лажни авторитети, со закани ќе видите на 8, ова ќе им правиме, она ќе им правиме. Или во стилот на секој крадец. Секој пат крадецот вика, погледате таму, држте го крадецот. Тоа ви се случува и во оваа кампања, уште поизразено, и некои од работите ги демаскиравме, ги демонтиравме, направивме расчленување, да ги видите убаво, и пак ќе кажам, слепите нема да видат, глувите нема да чујат. Не се. Јас ќе продолжам да го правам тоа, а и во тешки муавети со другарите. Нашата работа е тоа, а вашата работа е дали сакате да расудувате здраво или сакате да ве манипулираат. Ќе си одлучите сами. А сега веќе за 4 дена тоа ќе треба да го направите и на гласачко место. И сега е моментот кој треба да ви кажам. Немојте после кукуноне. Немојте после сме сгрешиле. Немојте после. Сега размислете. 4 дена до гласање за кандидат на СДС, кој што е подржан од СДС, и за кандидат на Мицко, бивши министер на Бранко, дел од структурата на Сорос, оној истиот Сорос што го рушеше ВМРО преку Канвас и шарената револуција и го сруши. Оној истиот Сорос кој што помагаше цело време за да се сруши последната гарнитура која што не го менуваше името на Република Македонија. Тој е кандидат. Кандидат кој што беше министер не било кога, туку во време на темната транзиција, во време кога во Македонија се запустија стотици фабрики и се отпуштија безмалку 300.000 луѓе, во време кога Македонија имаше брутално разграбување на вашиот капитал, на општествениот капитал,
на капиталот кој што го создава со нивни раце нашите татковци, мајки, баби, дедовци и така на назад. Тој капитал кој што беше на сите, во тој период стана капитал на неколкумина. На оние што ги возат поршењата по градот и што живеат во затворени заедници со чувари, каде што не можете ни да припарите, на тие припадна капиталот. Ама не го зема они сами. Тоа го направи владата на Бранко. Владата на Бранко спроведе бруталното разграбување и бруталната транзиција во која што не беше битен обичниот човек, некој од вашето семејство, можеби мајка ви, татко ви. Еве, па сие вели дека е такво семејство и објаснува дека поради тоа има радикални чувства и потреба радикално да го менува системот, што според мене е сосема легитимно. Затоа што видел што значи ништо да немаш. Ни перспектива, ни мајка, ни татко вработени. Додека овие имаат фришопови, возат поршиња, имаат куќи по 500 до 1000 квадрати, со базени, имаат фирми кои што тежат милиарди евра, а ти имаш едно големо ништо. И си или без перспектива тука, или се иселуваш, или пропаѓаш, или дигаш бело знаме и така натака. Тоа е таа темна транзиција која што е дел од мене и од вас, сите што сте приближно на моја возраст, се сеќавате на тоа, не ви раскажувал никој друг. Ако сте малку помлади, седнете после емисијата, поразговарајте со вашите родители, ако ја преживеале транзицијата. И ќе ви кажат што беше после таа транзиција, што беше кога се затворија сите фабрики. И сега вие имате кандидат кој што ви го нуди. Имате кандидат кој што ви го нуди ВМРО, популарно, колоквијално, кое што го нарекувам ВСМР, што е легитимно. Нивниот министер ги забрза до брзината на светлост, светлина, пасошите на Северна, ја направи првата средба со амбасадорката на Грција, го нормализираше Преспанскиот, они како што гледате на митинзите го немаат 16 кракото, од никогаш Северна преминавме во секогаш Северна, малку срамежливо, мора да признам, ама патот на нормализацијата е фатен. И вие имате од таа страна, ајде да не го кажувам пак ВСМР, кандидат кој што нема врска со ВМРО, кандидат што нема врска со левица, со десница, лев министер на Бранко во таа брутално левичарска и влада која што немаше никаков обзир кон граѓаните своји. Имате таков кандидат предложен од ВМРО. За мене тоа е салто мортале, за мене тоа е необјаснив феномен. Инатот кој што го манифестираат и таа една самозалюбеност и, нели, како што рековме, најави за насилство, најави за брутална пресметка со секој што не мисли како нив, за мене се несватливи. Политиката треба да биде нешто друго. Политиката треба да донесе нешто подобро. И не ми верувајте, погледнете ги кај мене на профилот на Facebook и ќе видите Гордана Силјановска за Бранко вели дека е политички мангуп, ама не у 90-те години. Сега вели. Она има еден пиетет, има едно позитивно расположение, има една
озареност на лицето, која зборува за поранешниот шеф на владата во која што учествуваше и владата која што ќе ви кажам уште еднаш. Извинете ако сум ви досаден. Меѓутоа, секој што ја осетил таа транзиција, а верувам најголем дел од вас, поголем дел од вас гледате и од странство, ќе ги најдете причините поврзани со таа транзиција и за вашата емиграција. И вие го имате тој кандидат наместо природно од СДСМ, како кандидат на ВСМР. За УЧК неќем ни да зборувам. Значи, вие имате конгломерат на 3 партии, кои што според мене, за 4 дена од сега, треба да ги казните. Морате да ги казните, за да им дојде памет. Мора да ги казните корумпираните, недопирливите структури, кои што во документ отворено го покажавме, отворено заговараат како да ви го исперат мозокот, за да ја земат власта која што вие ќе ја плаќате. Затоа треба да ги казните. Јас уште еднаш да ве вратам сега на кампањата која што е безлична, никаква, неинвентивна, шуплива, празна, една обична форма, нема нити креатива, нити дизајн, нити енергија, нити расположение. Добро се, оние од администрација што ги влечете, сендвичи што им давате, окей, тоа е, мислам, мора да иде, ако не иде на список ќе оставиш со минус и после готов, ќе окрка од кметовите на општините, кои што и тоа како најголем дел имаат заглибено во незаконски дејства, со тендери кои што се местат. И тоа можете да го читате на Инфомакс или да го гледате наназад во епизодите од тешки моабети кои што знаете редовно одат скоро секој ден. Значи ја само нешто уште малку да ви доразчленам. Уште малку да демистифицираме. Мојата задача е слободно она што го гледам да ви го соопштам. А што ќе правите и како ќе постапите, вие си знаете. Сега, например, тие што живеат у Скопје, верувам исто е и во другите градови. Гледате билборди секаде. Големи, мали. Често има на згради и по 50 метра билборди. Знаете ли кои ги плаќа тие билборди? Вие. Знаете ли колку кошта, колку чини оваа брутална пропаганда, не кампања, ова е брутална пропаганда да ве уведат дека некој е добар, а знаете дека не е. 10,5 милиона евра. 10,5 милиона евра. Партиите ќе се рекламираат и ќе пратат фактура на ДИК, а ДИК, кој што е државен орган, од државниот буџет ќе плати 10 милиона евра за тоа што вие, односно од ваши пари, за тоа што вие го гледате, они се рекламираат, ќе биде платено од ваши пари. Тоа е 5 евра од секој жител во оваа држава, спонзорирање, без да биде прашан за партиите. Ако имате 5 члено семејство, да речеме 2 дечиња, 2 родители и евентуално 1 сениор. 5. Вие ќе платите 25 евра за тоа што они се рекламираат, или 1500 денари, или 30 леба за аздисаноста на политичките партии. И тоа е само едно ниво на корупција, кое што треба подитно да биде укинато. Нема зошто да плаќа народот за аздисот на партиите. Партиите треба, ако се толку добри, да го натераат тоа членство, да си плаќа редовно по 1 леб, по 2 леба месечно во рок од 4 години, да си ги соберат парите за рекламирањето. Меѓутоа, нити платил некој, нити ќе плати, затоа што они може да седнат во парламент, да се изгласаат промена на КЗК, на кривичен закон,
да своите криминални предмети ги направат застарени или да ги срушат, а исто така може да си донесат закон на овој начин од ваши пари да си ги плаќат нивните аздиси. Но, драги гледачи, тоа не е се. Секој од вас што ќе гласа, ќе подари 3 евра годишно. Точно не ме држите збор, околу 3 евра по глас годишно на големата партија. Или за мандат од 4 години 12 евра. Ако сте 5 души, 5 по 12 колку е? 60 евра. Или 60 леба ќе ви ги земат за да се финансираат во текот на 4 години. Пак од вашиот джеб. Значи ќе земат и за рекламирање и вие што ќе гласате за нив, ќе земат по 3 евра затоа што сте гласале за нив. Па каде го има ова? Ова го нема у Тунгузија. Имате корупција пред ваши очи. Десетици милиони евра се одливаат од джебот на граѓаните за да се финансираат корумпираните партии. И нема гаранција дека утре нема да го сменат тоа и да си доделат и повеќе пари. Знаете дека минатата година во април, изнесовме една година, ви кажав дека нема да се смени. Си донесоа 78% зголемување на платите, кои што сега се од 2000 евра нагоре, па има и тројки и четврки, месечно, или како што многу пати сум ви кажал, сега една функционерска плата вреди како еден животен век на обичен вработен во државава. Значи, доволно е 4 години функционер, а вие можете работите 40 години до пензија за истите пари. А вториот мандат, пошто ги гледат истите лица, тоа е веќе вториот животен век. Треба да живеете 150 години за да ги стигнете. А некој како Антонио и овој Александар Николовски и така натаму, 5 и 6 мандат, тоа се 5-6 животни века. Едно 300 до 400 години ви требаат да ги стигнете. И они ќе ви зборуваат за еднаквост, они ќе ви зборуваат за нешто подобро дека ќе направат, они ќе ви зборуваат дека вашиот живот ќе биде подобар. Пред очи ве крадат сите. Политичките елити, корумпираните структури, кои што се делегирани од партиите во државниот систем, ве крадат отворено, брутално, пред ваши очи. На вас останува дали тоа ќе го видите. За 4 дена тоа морате да го санкционирате. Немојте после не сме знаеле, леле што направивме. За 4 дена вие мора тоа да го санкционирате. Сега ќе ви кажам и како. Бранко Црвенковски. Неверојатно интелигентен, брз во мислата, па не знам, политички мангуп. Намерно не ви најавив и направивме вака прекин да видите, за да ве начекам неспремни. Видовте ли каков пиетет за Бранко? Ќе продолжам да ви кажам како треба да постапите. Според мене, не пледирам на универзалност на моите ставови. Јас само имам став, за разлика од многу други. Видовте ли пиетет? Политички мангуп. Бранко Црвенковски, политички мангуп. Не се знае колку луѓе во гроб однесе таа транзиција. И колку луѓе ги исели од државата. Не се знае колку ја уништи иднината на Македонија. Тој истиот даде 150.000 пасоши на косовари 94-та. Тој е политички мангуп. Тој е сатрапот на Македонија. Тој е човекот што не спречи да прогласиме војна состојба во 2001 и да ја спасиме Македонија како што се спасува, да направиме држава. Тој е човек што разговараше преку негови пиони, тајно со учака, за да го сруши ВМРО. Тој е политички мангуп. Зашто? Затоа што се седеле у иста влада, затоа што ви дал привилегии, министерски, фришоповски, бизнисменски и секакви други. За тоа ли е мангуп? Или плачете за тоа време, која мед и млеко течеше за вас
во владата, од пиле млеко, така, а народот на улица. Сетете се вие од Железара, од Охис, од Годел, од сите фабрики што се затворија низ цела Македонија. Сетете се, ма што глупости зборам. Што да се сетите вие од мене, ја да ви кажам. Па вие добро знаете. Без да ви кажам да се сетите, се сеќавате. Пишете ми у емисија, ве молам у коментари, вие што сте во емиграција, колку од вас отидовте затоа што или родителите, или вие имавте ќорсокак во животот поради таа транзиција. Сега вас ви викаат да гласате за Гордана. О, Исусе Боже, ја не можам да сватам. Колку ве подценуваат, колку мислат дека немате паметење, колку мислат дека можат што сакаат да ви прават. А можат ли? Одговорете си сами. За 4 дена имате можност да ги казните и затоа велам. Моето барање е да ги казните. Мора се разгласат големите политички партии. Мора да се стави реформа на политичкиот систем. Мора да се менува државата од корен. Оти нема да ја има државата. Палестина ќе ни биде смешка во однос што не чека. За 4 дена треба да ги казните големите партии. И УЧК, и ССМР, и ВСМР. Сега имате избор. Повеќе кандидати успеа да соберат по 10.000 и браво. Го имате Стефче Акимовски, ја имате Ванковска, па го имате и Максим. А мислам дека имате обврска да гласате против големите. Не можам да ви кажам за кој, тоа е ваша работа. Јас се потпишав за овие малите. Дадов глас со задоволство, затоа што мислам дека е време големите партии да заменат во историја. Толку многу се корумпирани што они нема да се реформираат ако не изедат пегла. А пеглата за 4 дена е во ваши раце. И никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите. Ова беше Cyber Команда. Останете во добро расположение, наострете се и казнувајте за 4 дена, а јас веќе 3 дена после тоа ќе коментирам во наредната Cyber Команда и се надевам дека овој пат победи народот. Ете, тоа е. Имам и постскриптум и може да се види дека малку подоцна. У принцип ги снимам во еден здив. Добро, сега некои работи остана недокажани. Утре вечер, значи во недела, сум традиционално кај Васко Ефтов во центар. Погледайте и таа емисија. 9-та поред, некаде околу 1,5 милион до 2 милиона прегледи имаат до сега емисиите. Во таа емисија ќе видите и ќе чуете многу интересни работи. И последно, погледайте го и мојот YouTube канал. Имате многу видеа, исечоци од овие мои видеа тука, но и од други архивски мои настапи, дури назад 25 години и нешто порано од 96-7 од времето на парламентот. Ке видите таму што сум кажал и во 2001 година, која беше првото предавство и Охридската рамковна капитулација и така натаму. Значи, едно барање до вас да го погледате и да го заследите и мојот YouTube канал. Се гледаме во наредната епизода на Тешки муавети за неколку дена.